100% te ljubam, 100% je da, a nadežda gubam, jaz nemam namera. 100% te ljubam, 100% je da, ipak je ti rečam da ja sam uporna. 100% te ljubam, 100% je da, a nadežda gubam, jaz nemam namera. 100% te ljubam, 100% je da, ipak je ti... 100% те љубам, рефрен кој што асоцира на 2000-тата, на Евровизија и на македонскиот состав XXL, и не случајно започнавме со оваа numера, сакавме да ве потсетиме на 100% те љубав, бидејќи во студиото денешна гостинка е Марија Крстевска, една од 4 членки на овој состав покрај Ивона, Росица и Верица. Добре ни дојде. Добро ве најдов, фала ти за поканата. И ептен ми е драго што ме покани во оваа емисија, каде што ќе зборуваме за една сосема друга тема. Баш и кога го видовме видеово кој што го пуштиме на почеток, ти ми искоментира ова е сосема еден друг живот. Да, баш сосема еден друг живот и многу ми е драго. Но ќе започнеме од таму. Ајде да започнеме таму, па ќе стигнеме до предизвиците на мајчинството. Так. Евровизија беше еден многу значен момент за XXL, па и за сите вас како тинејџерки. Со какви емоции денеска се навраќате четирите на сето ова? Или еве да почнеме, како се навраќаш ти на ова? Со какви емоции гледаш на Евровизија? Видете, тоа е еден период од животот што дефинитивно ни една од нас не може да го заборави. Сепак нашите спомени се преубави, иако знаеме сите што се случи и колку фама се крена околу нашиот настап и кога се вративме. Мене секогаш спомените и генерално во сите работи го барам убавото, доброто, така да тоа е еден од најбитните моменти што ми се десија во мојот живот и секогаш го памтам на убаво, на прекрасно, на многу убав провод во Шведска, во Стокхолм, на едно големо животно искуство, кое што понатаму и доста влијаеше на оформувањето на нашите карактери, бидејќи бевме навистина мали. Така, бевте навистина мали, бевте 17, огромен миленик на македонската публика да. И одеднаш се промени после евровизискиот настап. Така, бевме пред да тргнеме, значи во Стокхолм, во Шведска, бевме вивнати во облаци, комплетно од сите и од медиумите и од целиот македонски народ. И кога се вративме, бевме спуштени на земја. Веројатно, тие што се наша возрастни, малку повозрастни, го памтат тој период. И кај нас онака мислам дека беше тоа доста, за разлика од другите представници кои што беа после нас, бидејќи ние бевме втори, прво беше Владо Еневски, па ние бевме втори, имаше голема разлика во однос на пречекувањето и на не успеавме и зезнавме и така натаму. Тоа беа сплет на околности, значи не беше вината 100% кај нас, имаше многу други моменти за кои што мислам дека навистина е многу зборувано после тоа. И така, значи, едноставно потом, мислам дека и не ја сваќа веќе толку сериозно Евровизија, како што се сваќаше, мислам, тој период кога ние бевме. Затоа што знам дека кога ние настапувавме, беше празно Скопје, значи, улиците беа празни, сите беа дома затворени и не гледа. Што мислам дека сега веќе не е баш така, се порелаксирани во однос на тој момент. Беше тогаш многу поголема, веројатно поради тоа и никој од вас и не продолжи да се занимава со музика, така? Верица имаше еден период обид за соло кариера, вие нешто ситно продолживме, јас, Росица и Ивона, настапивме уште мислам дека 2 пати на Макфест, но меѓутоа ништо сериозно. Едноставно сите се запишавме на факултет, си теравме едноставно еден сосема друг живот и знаевме дека нема да продолжиме со музика понатаму. Така. Ти си правник? Јас сум, да, по професија дипломиран правник. Росица е дипломиран педагог, да. И Вона има завршено општа и компаративна книжевност. Така, денеска сите сте мајки? Сите сме мајки, да. Која на 2, која на 1 детенце. Јас и Ивона имаме по 2, Росица има 1.
чекаме сега и она да се опошти за второ. Чекаме да ни се прошири нашето семејство. Така да сите си уживаме, децата ни се меѓусебно? многу, да, ние сме сепак најблиски другарки, старосватици сме си една на друга. Си одиме по викенди, си другаруваме, децата ни се, првите деца ни се по една година разлика, така да доста се дружат. Марко и сите ни се многу интересно, како да сме се договарале, сите се викаат почетната буква име М. Значи на Ивона е Максим, на Росица е Марко, мојот е Мартин. Така. И они се супер другари, лудуваат заедно. Така, Сте размислили интересно ни е. некогаш повторно да се соберете, да застанете на сцена, некоја песна да снимите или тоа е веќе едно далечно минато на кое што не се навраќате? Ние не. По ние сите измешани емоции од евровизискиот настап. Не, ние не, ама многу интересно, зашто нашиве 3 деца први машкиве се многу музикални сите и многу сакаат да играат и пеат и стално се зезаме. Некој е повеќе наклонет кон играње, кон танцување, некој е наклонет повеќе кон пеење и викаме овој може да не заменат. Како е некој бој бенд. Наместо XXL да бидат едноставно еден бој бенд, интересни се многу, доста се музикални искрено. Сите тројца. Не е воопшто лоша Јас идеја. конкретно можам да кажам за моето синче дека онака го приметувам дека одма она што него му се допаѓа, го приметува, го слуша еднаш, ама онака сконцентрирано и закјутува и гледа упорно и после тоа ќе се заигра нешто, мелодијата веќе ја има примено, си ја пее со некој негов текст. Мартин има инаку 3 години и 10 месеци. Да. Исто така Мартин има сестричка Ирина, која што ќе наполни 9 месеци за некој ден. Утре полни Ирина 9 месеци, извинете. Мартин си оди во градинка, значи од година и 10 месеци. Ја посетува Монтесори, изборче градинката. Зошто се одлучивте со вашиот сопруг за еден ваков пристап во градинка Монтесори? Важно ли е детето да учи од мали нозе? Па да, значи јас бидејќи Монтесори ја развива самостојноста кај детето пред се. Самостојноста и независноста која што дефинитивно има вродено со и каков плод кај нашето дете. Значи затоа што прво многу рано го пуштивме на година и 10 месеци, многу брзо се вклопи и едноставно он веќе за неколку месеци јадеше сам, се облекуваше сам. Значи првата група е таа, значи кај што ги учат, веќе можам да кажам дека на 3 години и 2 месеци Мартин пишува, ја знае цела македонска и англиска азбука, знае да пишува, бројките, он е обседнат со бројки, значи дури ќе свртиме некоја сликовница да му покажам нешто, он го гледа најситното бројката. Дури почнав онака да му лепам стикерчиња, да не ги гледа веќе бројките и е загрозен со бројки. Све знае околу тоа, пишува, вежбаме, така да јас сум задоволна и едноставно, како што кажав на почетокот, немав дилема дека тоа ќе биде градинката за моето дете. Така. Можеме да ги погледнеме и фотографиите и да ги скоментираме. Да. Какви беа бременностите со првото и со второто дете? Токму се за бременоста зборувавме. Ето га сме со Росица, ова ми е втората бременост, овде сум 8 месец со Ирина. Ова е за мојот роден ден. Пред 3 години ми се чини. Ова е првиот роден ден на Мартин. Имавме доста добра организација. Тоест, сека организација на неговите родендени е онака комплетно организирана до крај. Ова сме на некоја свадба со Росица, да. Ова е Мартин кога проде. На 10,5 месеци, повде сама малце се правев домакинка. Ова сме со сопругот на свадбата кај брат ми. Еве го Мартин. Уште од мал сакал да црта и да пишува, може да забележиме. Да. Доста интересно, овде сме негде на одмор, не ми текнува точно каде. Ова исто е на роден ден кај Мартин, значи ова е Марко, синчето на Росица. Ова е Давор, второто синче на Ивона. Исто, ова е Мартин. Така, постојано се дружите, постојано сте заедно, тоа е навистина еден ова е Мартин во градинка, новогодишна приредба. Да, овде со мене, овде беше првото му излегување, после пораѓајот со Ирина, овде сме со сопругот. Патувате често со сопругот? Да. Значи, ние, додека бевме дечко и девојка,
Цело време патувавме. Многу сакавме. Секој викенд бевме негде отидени. Имавме едно убаво, јас тоа викам затоа што бев бремена кога правевме свадба. Не отидовме негде специјално на ова е Ирина, можам да кажам. Ова ми е Иринче, второто дете. Женско, многу посакувано. Значи двете се планирани? Да, двете деца се планирани. Патувавте често со сопругот? Патувавме често, да, имавме едно многу убаво патување. Таа слика што помина, фотографија што помина беше од Канкун, Мексико, и тоа викам тоа ни беше насмедениот месец пред, затоа што не беше после свадбата, бидејќи јас се породив и немавме можност ниту пак сега толку далечен пат. Нели, да тераме со две деца. Покомплицирано. Да. Така да често патувам и Мартин кога се роди, навистина беше шетано бебе, па можеби во цела таа година едно 10 пати само беше до Солуни, до негде на Краците кај што одевме по викенди и одмори. Ова е вториот роден ден на Мартин. Временостите не беа така едноставни, не беа така лесни. Не беа во првите 3 месеци. Поголем шок ми беше со првото дете, бидејќи не знаев што ми следува, едноставно дојде до многу лоша состојба, каде што изгубив поголема телесна тежина и поради обилни повраќања, значи те утрински мачења не беа само утрински, туку беа целодневни. Да, и повеќе оној психички момент да не нешто му се деси на плодот, значи каде што ти е тешко и не знаеш за себе, и тој момент беше онака што уште повеќе ми истоштуваше, па морав, тоа ми се случи исто и со втората бременост, морав да бидам згрижена во болница, да ми биде пружена медицинска нега за рехидрирање и испречување нели на тие обилни повраќања, но меѓутоа ми се регулираше цел тој проблем само што влегов во 4-ти месец, како пресечено влегуваш во 4-ти месец и се пушташ на јадење, да си надоместиш да сите тие 3 месеци што си бил ептен гладен, онака дури од вода. Значи едноставно стварно ништо не можев да ставам во уста. И така си се поправав, потоа си ги таложев килограмите убаво. Но меѓутоа после тоа со доење и со правилна исхрана се губат килограмите. Јас викам доењето е лек за се. Значи доењето е и лек за мајката и лек за бебето, комплетно за се. Беше потребна подготовка за доење, така? Да. Книги, обуки, читање. Тоа е совет до мајките, да бидат подготвени за задачата што ги чека. Јас сум тој тип на мајки каде што мене почесто добивав совети, не се замарај толку, уживај се во бременоста. Јас едноставно не сум таков тип. Кај мене колку книги порача од Амазон? Не, порачав една, ама имав многу тука, ја порачав Wonder Weeks, на околу скоковите во развој и значи Мартин како ќе си легнеше денски да спие, јас одма се фаќав за книга и читав како на испит, што му се случува, како му се случува. Мислам, тоа ја добив книгата уште додека бев бремена, но меѓутоа вака беше подруго веќе кога го имаш бебето, таа не дала што му се случува, зашто плаче, зошто е покенкав и така натаму. Така да доста ми помогна. Литература имав собрано и од тука од другарки од Росица и Ивона исто така, затоа што не имаа родено пред мене веќе. Бев комплетно спремна. Бев спремна и со бебешка опрема, значи веќе на 7,5 месеци додека бев трудна, јас имав се. Значи од количка до релаксатор, до стерилизатор, навлажнувач, канта за пелени, значи комплетно се, бидејќи ми беше многу добро истражен пазарот за бебешка опрема. И така да мој совет е до сите едноставно сакам да кажам дека не бидат подготвени бидејќи полесно ќе им биде понатаму. Доењето како беше? Имаше препреки на тој пат или не? Одеше вака, значи подмачкано и лесно покрај подготовката или сепак? Јас пак ќе кажам, сум од мајките што имав малце повеќе среќа, да имам доволно млеко, да немам проблем прво со лактација и да немам голем проблем со деца за учење за доење. Со Мартин можеби првиот месец малку се помачивме. Мартин цицаше 18 месеци? Мартин цицаше 18 месеци. Едноставно јас и ги охрабрувам сите мајки, значи што сакаат да дојат и да дојат, значи затоа што има мајки кои што нели тешко одржуваат лактација, па бебиња што не сакаат да цицаат, значи да не се откажуваат во ниеден момент, значи има решение за се, има доста едукативни програми, има пумпи за измолзување кај што можеш да го стимулираш млекото и да одржуваш лактацијата, така да бидејќи тоа е
е едноставно најдоброто нешто што може да им го пружиме на нашите деца. Јас сум чист пример и стално тоа го кажувам дека ете Мартин цицаше 18 месеци, 6 месеци беше ексклузивно доен, потоа почнавме нели со цврсти оброци, бев она преокупирана да он јаде само здраво и органско, набавувавме комплетно од секаде од кај стигнеме органски производи, дури дедото на Мартин почна да одгледува органски производи, имавме услови за тоа и слободно можам да кажам Мартин веќе за 2 месеци ќе полни 4 години само еднаш е разболен и еднаш има примано антибиотик, така да имаше една добра основа и зборам за доењето, за мајчиното млеко, продолжено понатаму, континуирано со здрава исхрана, се вроди со еден голем плод, едно здраво, среќно, задоволно дете. Ирина е уште подобар цицач од Мартин. Да, веднаш почна да цица уште во болница, од вториот ден почна да цица и веднаш да става на килажа, Ирина, што е многу ретко, обичат бебињата губат во првите денови после раѓањето. Многу брзо ми надојде млеко, вториот пат, и по моја иницијатива и нормално по иницијатива на медицинскиот персонал во болницата каде што се пораѓав. И доста се вложивме да Ирина веќе од вториот ден продолжи на ексклузивно доење. Тоа беше ретко, знам дека доктор ќе доаѓа и ми кажува ова е многу ретко, сакаа порано да ме пушта дома бидејќи бев и многу витална, многу брзо станав на нозе. Ирина беше усовршен цицачка и не немаше потреба, она не заспиваше, она е цица, ќе се цацица, патент на уста. Значи и таква е денеска. И мислам дека со неиза доеначката моја приказна ќе продолжи повеќе од 18 месеци, бидејќи е дете што сака само да цица. Марија, почнуваш на работа, наскоро. Почнувам на работа. Сега ќе патуваш во Германија. Да. Прв пат ќе треба да ја оставиш Ирина подолго време сама. Да, тоа ми е така малце. Има дома замрзнато млеко? Имаме, да, јас за ова кој е го поголем замрзнував. стресот? Што мислиш, за мајката или пак можеби за детето што ќе остане дома? Не знам, значи Ирина е многу приврзана со мене, значи претерано, најмногу веројатно ради цицањето, така да тука она ќе си биде згрижена. Бебе како бебе се прилагодува. Има замрзнато млеко, има кој да ја чува. Мислам дека поголем стресот ќе биде кај мене, таму ќе треба да сном, меѓутоа пумпата е со мене, ќе се измолзувам, ќе одржувам лактација и кога ќе дојдеме после 3 дена, сепак не е долго патување, 3 дена ќе си се гушниме и ќе си се доиме. Мајчинството промени многу работи кај тебе. Да. Правник по професија, но откако стана мајка одлучи да тргнеш по друг професионален пат. Така. Не сите дадоа поддршка на таа твоја одлука, особено на родителите. Не. Единствено сопругот. Да, единствената поддршка во моментот, бидејќи јас цел живот работев како правник во адвокатска канцеларија, па потоа во банка работев како правник и после дојде на момент да останам бремена и тука мене комплетно се ми се смени. Како што кажав, јас сум родена спремна, значи така како што почнав да го истражувам пазарот за бебешка опрема, ми се родија многу идеи бидејќи тука најдов и заедно со сопругот кој што он само ме поддржуваше, јас избирав, да, може. Значи најдов на момент каде што не можев ништо да најдам за моето дете, она што ќе ги задоволи моите барања и интереси во однос на квалитет, дизајн, значи комплетно некако го осетив сиромаше нашиот пазар во однос на бебешката опрема и така се роди идејата да може отвориме продавници за бебешка опрема каде што ќе донесеме сосема нови и во тренд производи. Така се роди приказната за Бебе Хоум и Кидо. Така, ние имаме сега подароци за тројца гледачи. Марија одлучи да даде подароци на 3 мајки, така? Да, па не можам да се ограничам, значи ова е за 3 мајки. 307 е телефонскиот број на телевизија Телма. Имаме тука комплети за новороденчиња, за девојче, за момче и за едно дете кое што туку почнало да јаде со немлечна исхрана, со уведување на немлечна комплетчиња, значи верувам дека, тоест сум сигурна дека на некоја мајка ќе се најдат и ќе бидат од големо олеснување, значи баш за новороденче има значи шишенце во форма на S, ова е во природната положба како што мајката го држи бебето дури го дои и исто така има антиколик систем, спречува грчеви кај бебињата и има 2 цуцли лажалки, Dental и Natural. Така, имаме гледачи на линија, се надевам дека ќе имаме време да ги вклучиме гледачите. Добар ден, повелете, кој се јавува?
Добар ден. Добар ден, кој се јавува? Гордана на телефон. Гордана, дали сте вие мајка или пак сте можеби баба на некој внучок? Баба, Да, така, одлично. Колкаво внуче имате? Тоа е 2 години. Колку? Женска. Така. Јас не слушнав колку години рековте? 2 мислам. 2. Така, мислам дека вам повеќе ќе ви одговара ова чинивче Да, за панирчета. хранење. Така. Сакам да ја поздравам гостинката и јас во моје време деца кога ги одгледав стварно немаше нити гардероба, нити да не кажам играчки и други реквизити за деца. Така да се радувавме кога ќе дојдеше нешто и трчавме да им купиме. Се сеќавам во Беко тогаш беше. Ке дојдеа некои шпикозли, се сеќавам, и јас трчав за да им купам така нешто поинтересно, поубаво. А сега стварно има и Сега навистина изборот е голем и може да се одбере. Од тој аспект е многу полесно за младите родители. Ви благодарам што се јавивте, вашите податоци оставите ги во режи, можете да поројдете во телевизија Телма и да си ја подигнете вашата награда. Да, ќе се најде. Дали имаме време да ги вклучиме само и останатите гледачи? Да, немаме време, нека ги остават податоците во режија. Марија, ми беше многу драго што се видовме, што ја чувме твојата родителска приказна, што проговори за предизвиците со мајчинството, а и што се подсетивме на она време кога застанавте на евровизиската сцена. Ти благодарам што ме покани. Ми беше задоволство да ти бидам гостинка и да зборавам на оваа тема. Ќе се видиме повторно. Обавезно. Тука денеска го закружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.